Цар Самуил, светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум, повеќе не се само македонски историски личности, сега се и бугарски, но и регионални и европски. Ова е новата официјална историографска позиција на Македонија по состаноците на заедничката историска комисија со источниот сосед, а ни ги соопшти шефот од македонска страна Драги Ѓоргиев заедно со своите колеги. За цар Самуил се наведува дека историската наука го смета за цар во Бугарско царство. Цар Самуил е владетел на голема средновековна држава, која што по големиот дел од современата историска наука ја смета за Бугарско царство со центар во територијата на денешна Македонија. Тоа опфаќа значителен дел од земјите и населението на Балканскиот полуостров. Цар Самуил и неговата драматична судбина се символ на заедничката историја, која што се спроведува во двете современи држави Македонија и Бугарија. За светите браќа Кирил и Методи се наведува дека нивното дело е развивано во тогашна бугарска држава. Делото на Свети Кирил и Методи е сочувано и развиено во книжевните центри Преслав и Охрид, кои тогаш се наоѓале на територијата на средновековната бугарска држава, каде што нивните ученици наоѓаат услови за работа. Тоа дава суштествена основа на современите држави Македонија и Република Бугарија, заеднички да го одбележат денот Свети Кирил и Методи. Тоа се наведува и за Климент и Наум. Преку преводите на богослужбена литургија и химнографските творби што ги создал, како и благодарение на неговата учителска дејност, се подготвени многубројни ученици. Тоа го прави една од најважните личности за културата на денешните Македонија и Република Бугарија. Сето тоа им дава основа на двете држави да го негуваат споменот за делото на Свети Климент, преку заедничко одбележување при соодветни поводи. Просветителското дело и придонесот на Свети Наум за развојот на писменоста и културата во Македонија и во Бугарија им даваат основ на двете земји да го негуваат споменот за неговото дело, преку заедничко одбележување при соодветни годишнини јубилеи. Постигнат бил договор за нивно заедничко чествување, бидејќи не сме можеле да сметаме на ексклузивитетот дека тие биле само наши. Покрај тоа постигнат бил договори за менување на учебниците по историја во 6-то делење кај нас и во 5-то во Бугарија, а блиску биле до договор за учебниците во 7-то кај нас, а 6-то во Бугарија. Објавени се и препораките за заедничко чествување на личности од средниот век, односно тоа се светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил. Значи тоа се текстови за заедничко чествување кои се идентични и македонската верзија и бугарската верзија. Сепак јасно е дека ова е полесниот дел од работата на комисијата, проблематичните моменти тек доаѓаат, а тоа се разговорите за 19-тиот и 20-тиот век и линденскиот период, посебно проблематичниот делчев, соработката на Бугарија со нацистичка Германија, факт кој бугарите не сакаат да го признаат, а е болен за македонците, и самиот Ѓоргиев вели дека до договор за овие теми можеби и нема да дојде. Тој период несомнено ќе биде тежок, мачен период во околу кој ќе дискутираме, дискусиите ќе траат и во крајна линија, ако се ние договориме, успееме да најдеме некакво решение, ќе го презентираме. Ако не успееме да најдеме, тогаш нема решение. Не мора да значи дека оваа комисија по секоја цена мора да донесе решенија за историските недоразбирања што постојат меѓу македонската и бугарската историографија. Промените во учебниците за Ѓоргиев не се промена на историските факти, туку промоција на образование кое нема да биде основа за манипулација на младите. Се пожели дека македонските историчари досега се соочиле со обвинување од бугарските колеги со политички речник, а речи се истите обвинувања можеле да ги забележат и во македонската јавност. Ова е прва средба на македонските историчари од комисијата по објавувањето и прифаќањето на францускиот предлог и спорниот протокол со кој историјата стана услов за напредокот на Македонија кон Европската унија. Со истиот протокол историчарите добија рок до 17 август да го објават извештајот од досега сработеното.